Почитувани, на очиглед на сите, овде пред Собранието на Република Македонија со денови штрекуваат со глад војници и припадници на АРМ. Никој од власта не дошол да ги види. Никој со денови не го проверил нивното здравје. Станува збор за припадници на армијата на Република Македонија. Власта не сака да го реши статусот на над 80 војници кои наполниле 38 години, а не се опфатени со законот за враќање на професионалните војници на работа. Ова што се случува со армијата е голем срам за државата. Политиките на ВМРО-ДПМН го газат достоинството на професионалните војници, нивните офицери и подофицери. Пари за армијата нема, војниците немаат облека, партиската припадност е поважна од професионалноста. Се случуваат кадровски чистки невидени досега во армијата и одбраната воопшто. На овие професионалци мора да им биде решен статусот да бидат ангажирани како и нивните колеги што беа претходно ангажирани. СДСМ ја поддржува иницијативата поднесена во Собранието на Република Македонија од поранешните професионални војници за решавање на нивниот работен статус. СДСМ по промена на власта ќе ги издигне одбранбените државни капацитети. Одбраната ќе ја деполитизираме, професионалноста, а не политичката лојалност ќе биде основниот услов за напредување во понатамошната служба и кариера. Денеска ги посетивме војниците кои што овде штрекуваат со глад. Им понудивме помош во кебиња, вода, лекови, топла облека и се што можеме да им помогнеме. Се надеваме дека и останатите пратеници кои што работат во оваа собрание овде ќе изнајдат сили да излезат и да најдат начин да кренат рака во знак на поддршка на овие луѓе кои што не заслужиле на ваков начин да ја бараат својата правда. Повелете дали имате прашања? Дали мислите да некој ќе го свати ова како освојување политички поени? За жал, ова не се освојување на политички поени, ова е реалноста во Република Македонија. Не знам дали постои држава во општо во регионот и пошироко каде што платените војници штрајкуваат со глад. Самиот пример ја покажува реалноста македонска со која што секојдневно сите ние се соочуваме.